За градежните активности кои се изведуваат на самото крајбрежје на албанската страна од езерото, кај селото Тушемиште, министерката за животна средина, Каја Шукова, вели дека првпат слушнале вчера и тоа од медиумите. Иако претходната недела имало состанок на Комисијата за УНЕСКО, но ваква информација никој не споделил. Од албанската страна немаме никакво официјално известување што се гради во непосредна близина на Националниот парк Дрилон, биолошки резерват заштитен од УНЕСКО. Тие се одговорни за тоа што го прават на нивна страна. Ние не се мешаме во работите на Република Албанија, меѓутоа ќе има препорака дека треба да се внимава што се прави, особено на крайбрежниот појас, вели Шукова. За секоја една активност која што е во рамките на Охридското езеро, прво треба да бидеме информирани, тоа е прво, и второ, навистина треба да внимаваме што правиме и македонската и албанската страна. Не треба да си дозволиме понатаму да одиме со нови објекти кои што нели ќе го загрозуваат Охридското езеро, а секако основа за сето тоа треба да биде комуникација. Планот на албанскиот премиер Рама, кој намерачил да гради пристаниште и шеталиште на целата крајбрежна зона од Дрилон до Тушемиште, проект кој како што дознаваме чини 22 милиони евра, најде на силни критики од албанските, но и од македонските експерти. Македонија и Албанија имат воспоставено еден заеднички комитет во рамките на УНЕСКО, каде што сите проекти кои што или идеи кои што би биле поврзани со Охридското езеро треба да се договарат заеднички со консензус. Така што за било која интервенција, значи мора да се праша и македонската страна, но и обратно. И според она што УНЕСКО го бараше, според нивните последни реактивни мисии, тие забранија секакви интервенции да се вршат на брегот, независно дали е на македонска или на албанска страна. Албанскиот премиер не наведе дали пред да започнат овие активности се консултирани стручни лица или соодветни научни институции, дали е направена стручна оценка за влијание врз животната средина, колкав ќе е притисокот врз другите животински растителни врсти. Неодамна на средба со неколку организации од Поградец, Тушемиште и Тирана ни беа споделени загрижувачки информации. Задкулисно се прави простор за вакви проекти, иако Албанија се обврза дека ќе го заштити тој дел од Охридскиот регион. Реагираат и од неформалната граѓанска иницијатива Охрид СОС.